Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме што се катализатори. И сега пред ќе кажеме на општа брза дефиниција, значи катализатори се одредени хемиски супстанции кои на некој начин забрзуваат хемиски реакции и при тоа самите остануваат непроменети. Сега ќе разгледаме подетално што тоа значи. Значи да речеме дека во некоја индустрија сакаш да се случи некој хемиски процес кај што X ќе реагира со Y и ќе се случи одредена хемиска реакција и при тоа ќе се добие, ево ќе земе некои други бои, ќе се добие Z плюс W. Сега да речеме дека времето за одвивање на оваа хемиска реакција T е еднакво на, не знам, лупам се, 100 секунди. Така, еднакво на 100 секунди. И сега ако ти би можел да направиш таа хемиска реакција да се одвива побрзо, ти би имал поголем профит, така ќе правиш повеќе од даденото соединение, например ти сакаш да го правиш Z, значи ќе правиш повеќе Z за помалце време и ќе имаш поголем профит, така. Сега, кои се начините на кои би можеле да забрзаме хемиската реакција? Нормално разгледавме неколку во минатите видеа, но да речеме дека еден од главните и најлесниот начин е да се зголеми температурата. Така, ќе зголемиш температурата и времето ќе се скрати од 100 секунди, кои би биле 100 секундна собна температура, би се скратило например на 80 секунди, така зависно колку се зголемил температурата. Но за најголем дел од хемиските процеси кои се употребуваат во индустријата, едноставно не е практично да се зголемува температурата. Поради две причини, или соединението кој сакаш да го добиеш не би се добило при висока температура, например висока температура може да му смета, или пак тоа што треба многу струја, така дека еднакво громче ќе направам, треба многу струја за да се зголеми температурата, бидејќи енергијата мора да дојде некаде со поголема температура, доаѓа поголема сметка за струја, што не се исплати. Затоа се користат катализатори. Значи ќе ставиш катализатор кој ќе обележиме со жолто топче, ќе оставиш и тој ќе учествува во хемиската реакција, но при тоа нема да се добие тој како продукт. Значи тој самиот ќе остане непроменет. Повторно, кога ќе заврши хемиска реакција, он ќе се врати како што си бил. Ќе остане хемиски непроменет, иако физички може да смени нели агрегатна состојба или некако си формата може да смени, но на крајот пак мора да се врати како што си бил. Сега, како катализаторите воопшто ја забрзуваат хемиската реакција, на кој е општиот механизам? Значи, ако го замислиме дека садот, каде што ги имаме двете субстанции, ги имаме овдека X и Y, ќе направиме како една течност која е измешана, ќе направиме вака, нека видима портокалово и нека има сина линија. И тука знаеме дека имаме внатре, имаме и X, имаме и Y, кои ќе бележиме, нека биде вака со топчиги. Така. Сега, за да ја забрземе хемиската реакција, рековме можеме да зголиме температурата или да го додадеме овој катализатор кој ќе обележам со жолто топче и го додаваме. Сега, начинот на кој функционира катализаторот е тоа што на некој начин, сега викам на некој начин зашто секој катализатор различно може да работи, бидејќи се доста специфични зависно од хемиската реакција, имаме хомогена, хетерогена катализа, но на некој си начин тој ќе изврши еден вид посредување помеѓу сините молекули и протокаловите молекули. Значи и двете ќе се стремат например кон него. Сега например повеќе важи за биолошките катализатори, за ензимите, но замислете си го така што ќе служи како еден вид посредник. И се зголемува шансата дека ќе се сретнат така да што на некој начин се забрзува хемиската реакција. Сега може да функционира друг начин каде што ќе забрза, односно ќе направи некое си интермедиерно соединение, например ќе реагираат овие две, ќе се направи некое соединение Y, така што е многу полесно Y да реагира со X, така, и ќе се добие, некое си Z ќе се добие, и жолтото ова повторно ќе се искочи надвор, назад. Така што може некој интермедиерно соединение или нешто се добие, но главно ќе се забрза хемиска реакција и принципот на кој тоа го прави е така што ја намалува активационата енергија. Значи ако нацртаме еден вака график, каде што ова е зголемување во гипсова енергија, односно Gibbs free energy, и да речеме дека реактантите, са некој си ова ниво,
Сега во нормален случај, ќе речеме дека треба да се случи хемиска реакција, треба одредено брдо или да се премине активационата енергија и потоа идеме на некој си пониско ниво, каде што беше Z. Така тука беше Z. И овдека ако повлечеме вака како линија, тука и тука ако повлечеме линија, значи ова овде е всушност енергијата за активација, односно активационата енергија, додека ова тука е делта G. Така, намалувањето во гипсовата енергија на продуктите. Сега ова е таква би била хемиска реакција ако не се користи катализатор. Ако се користи катализатор, сега ќе обележиме тоа со жолта линија, би изгледало нешто овака. Така што во овој случај се намали енергијата која е потребна за активација, но делта G остана исто. Така, делта G тоа е еднакво на ова делта G. Така, со катализаторот. Значи, промената во гипсовата енергија останува иста. Односно, ова можеме да го запишеме дека енергијата на активација со катализатор е помала од енергијата за активација без катализатор. Но, промената гипсова енергија си останува иста. Значи, од реактантите до продуктот. Сега, спрема природата, мислам, каде ги наоѓаме, тие може да ги поделиме значи, на тие кои се неоргански, кои не се среќаваат во живите организми и тие кои се среќаваат во живите организми. Значи не биокатализатори, односно неоргански кои ги среќаваме во голем дел од индустриите, освен тие индустрии кои се поврзани со производ на храна и некои прехранбени индустрии, производи и биокатализатори, односно ензими или пак наречени ферменти. Иако ферменти е старо име, веќе не се користи, затоа запишав ензими. Сега, овие не биокатализатори за кои ќе збориме во ова видео, всушност не се нешто посебно, тие може да бидат најобични хемиски елементи како никел, цинкоксид, азот моноксид, некои киселини и слично. Значи тоа се обични хемиски соединенија кои ако се најдат во одредена смеса учествуваат како катализатор. Така, значи тоа не е одредена група на хемиски соединенија, а катализатори кои имаат одредени функции, него зависно од во која смеса ги ставаш, може да служат како катализатор. А ензими се ова. Така, добро е ептен проста слика, значи вака ги представуваме шематски, но всушност овие ензимите се сложени протеински молекули кои се изградени од огромен број на атоми. Сега тоа е повеќе органска хемија, не ви е сега толку битно, но ако видиме повторно една посложена шематска слика како ова би изгледало, е следнава. Да, значи ова е веќе доста сложено, ова е изградено од многу атоми. И повторно и ова е некоја си шематска презентација, така овие спирали, алфа хеликси, всушност се изградени од аминокиселини кои се вртат. Имаме, гледам тука имаме некои бета плочи, некои јамки и така натаму. Значи тие се многу сложени структури кои ќе разгледаме на кратко во органска хемија, за нив многу детално ќе се збори биохемија или пак у ензимологија, ако направам таков курс. Значи си има цела наука само за овие ензими. Така што за нив повеќе малце ќе спомнеме во наредното видео, сега ќе збориме за небиолошките катализатори. Но први некои работи ја спомнам само на кратко кои важат за дата вида катализатори, дека сите катализатори се многу специфични и забрзуваат, односно намалуваат активационата енергија само на одредени супстрати при одредени хемиски реакции, така одредени физички услови. Така не можеш ти да ги користиш секаде. Така, многу се специфични. Освен тоа што се високо специфични, има одредени субстанции кои може да реагираат како инхибитори, значи да ја намалат функцијата на катализаторот, или пак да ја промотори да ја подобрат функцијата на катализаторот. Инхибиторите, например, за ензимите, инхибитори за ензими се обично некои отрови кои се многу смртоносни, најчесто невротоксини, така, например кога се користат некои невротоксини, тие се забранети, но ако се користат, тие најчесто вршат инхибиција на одредени ензими кои што се поврзани со нервите помеѓу синапсите на два аксони и најчесто тука реагираат на одредени ензими, не може да се вршат функцијата и се умира. Така да е важно да се знае кои се инхибитори на кои катализатори и кои се промотори, со цел да уште да се подобрат катализаторите. И така, сега ќе разгледаме некои примери за
се ова во однос на небиокатализатори, значи во ова видео ќе разгледаме за небиокатализатори, и ќе земеме пример една хемиска реакција, ќе земеме CO2, односно CO, јагиров моноксид, плюс 2H2. Сега, оваа хемиска реакција може да ни дае два исхода, зависно кој катализатор ќе го користиме. Ако користиме никел, Ni, во тој случај може да се добие, односно ќе се добие CH4 плюс H2O. Нормално, ја тука немам избалансирано равенката, но не битно. Ако се користи например цинк оксид, цветен О, во тој случај ќе се добие CH3 OH. Сега избалансирана е за ова, искачат таман. Но гледате колку е специфично. Значи, еден катализатор може да го смени исход на реакцијата, бидејќи ќе фаворизира да се одвива една хемиска реакција, бидејќи ќе намалува активацијната енергија на една хемиска реакција. Сега да дам некој пример за катализатор каде што, односно инхибитор. Например, имаме хемиска реакција каде што SO2 сака да премине во SO3. Рано тука има минуси, сега нема на толку да се замараме, но SO2 сака да премине во SO3, каде што како катализатор се користи платина, тоа е 5T. Сега, како инхибитор на овој катализатор, значи катализаторот е платина, е всушност арсен триоксид. Значи арсен триоксид, арсен AS, ова е 2, ова е 3, ова е 2, ова е 3. Арсен триоксидот е всушност инхибитор на платината како катализатор, така што ќе го инхибира катализаторот. Има промотори, значи сме напишале промотори. Промотори се, например, има одредени хемиски реакции каде што се добива амоњак EH3 и како катализатор се користи железо Fe, а како промотор се додава калиум и алуминиум. Така, значи се додава калиум, алуминиум, некојаш се додава калциум оксид. Значи се додаваат како промотори, така што уште побрзо ќе се одвива дадената хемиска реакција. Сега некој ќе праша, добро, од кај знаеме кои се промотори, кои се инхибитори, кои се воопшто катализатори. Најголем дел од работите значи се одредени експериментално, едноставно земено е и се знае оддавна. Значи хемијата е многу стара наука. Правеле експерименти, ставале едно со друго, со трето, мешале, правеле, гледале што работи. И понатаму сме сватиле зошто работи. Значи нормално за се ова се знае многу подетално, дека овој курс е многу општ, нормално ни разгледуваат колку електрони има, па каде тие електрони ќе патуваат, па како ќе се сврзат, па така натаму и така натаму. Но главно е експериментално, така, значи може да одредиш кој катализатор би работел, односно се знае кои катализатори работат каде. Денес може значи теориски до некаде се одреди, ама повторно во хемијата многу работи се прават само експериментално. Сега ќе разгледаме концептите на хомогена катализа и хетерогена катализа. Значи, повторно се знаете за сите набавки или секај кај што ќе сретнувате, хомо значи исто, хетеро значи различно. Така. Сега, хомогена катализа е например имаме еден сад, каде што ја имаме одредената смеса од X плюс Y, ќе бежиме, че имаме X и Y, и сега, ако катализаторот е во иста фаза како и реактантите за кои учествува да ги забрза во дадената хемиска реакција, тогаш е хомогена катализа. Например, овие ако се наоѓаат во течна агрегатна состојба, и ако катализаторот е исто како течност, така ќе го направиме како капка, ако катализаторот исто е како течност, значи овде ќе биде како течност, се наоѓаат во иста агрегатна состојба, во тој случај е хомогена катализа. И ова работи за газ или течност, значи не можеш да имаш суви, двете бидат суви, катализаторот и реактантите, бидејќи суво е, едноставно нема да реагират едно со друго, ќе бидат од надвор. Значи ова важи за гасови и за течности. Значи истото може да биде ако имаш сад, сега ќе направиме затворен сад, и имаш газ Y, така тој е како газ, значи се распредели молекулите насекаде, имаш газ X кој исто се насекаде,
И во тој случај катализаторот исто треба да биде во гасовита агрегатна состојба и тоа е хомогена катализа, бидејќи катализаторот е иста агрегатна состојба, односно иста фаза. Тоа е важно да се користи фаза, не се користи агрегатна состојба, бидејќи има некои си разлики понатаму кои ќе збориме во физичка хемија, но за сега тоа не е битно. Но добро, свативте што е хомогена катализа. Сега, пример за хомогена анализа, ќе напишеме една хемиска реакција, каде што, сега ќе напишеме првим сумарно, имаме SO2, ќе зумираме, запишуваме потенко. Имаме две молекули на SO2 кои реагираат со кислород и се добиваат две молекули, нека биде со бела, на SO3. И сите овие се во гасна агрегатна состојба. Сега во правило треба да се запишува агрегатна состојба на сите, за сите хемиски реакции кои ги запишуваме, но тоа би одземало многу време, така некош не ги запишувам. Добро, сите се наоѓаат во гасна. Сега ова е сумарната. Сега кога ќе оставиме катализаторот, всушност хемиска реакција се одвива во два чекора и сега ќе ги видиме. Например, во оваа хемиска реакција катализатор би бил азот моноксид, NO. И во тој случај хемиска реакција ќе се одвива на следниот начин. Значи две молекули на NO реагираат, нормално ова е се во газ, реагираат со кислород, при тоа се добиваат две молекули на NO2. Сега, тој NO2, NO2 реагира со SO2 и при тоа се добива SO3 плюс NO. И како што видовме, катализаторот, по такава боја, остана хемиски непроменет. Започнавме со NO, добро започнавме со две молекули, небитно. Мислам, повторно завршуваме со две, само што ја дека оваа двојка не ја пренесов. Разгледавме само за една. Значи ова два пати се случува целото ова. Два пати се случува, така што е исто, нема врска. Но, започнуваме со NO, завршуваме со NO. Значи тој остана непроменет. Да видиме што добивме. Сега запомнете дека оваа хемиска реакција всушност два пати се одвива. Така два пати се одвива. И значи две молекули на SO2, тоа се всушност овие две молекули, нели една пута 2, плюс кислород, кој тоа е овој кислород, се добиваат две молекули на SO3, се добиваат две молекули на SO3. И ги видовме сега всушност двата чекора во кои се одвива всушност оваа хемиска реакција. И така, но најчесто се во течна хомогена катализа, иако ја дека земав гасовита, но не е сега тоа толку важно. Сега да видиме хетерогена катализа. Хетерогена катализа, прилично е логично. Значи хетерогена катализа е кога катализаторот и реактантите се наоѓаат во различни фази. Така што, например, ако реактантите повторно ќе направиме да бидат некоја си течност, така ќе изјаваме X и Y се некоја течност. Во тој случај, ако катализаторот е некоја солидна супстанца, ќе ја направам која коцкичка да биде, значи S, solid, и го ставиме, нормално ќе биде распрашен, нема да биде ко цело парче, тоа ќе биде ко прашинка ќе биде, ќе оставиме ко сол. Но во овој случај ова ќе биде хетерогена катализа, бидејќи се наоѓаат во различни агрегатна состојба, се наоѓаат во различни фази. Исто може да биде реактантите да беа солидни, така и X и Y да беа солиди, Y ќе направиме триаголник, а катализаторот да беше некоја течност. Така, повторно тоа ќе беше хетерогена катализа. Значи, хетерогена катализа, само тоа име ни кажува, кога катализаторот и реактантите кои учествува во едната хемиска реакција која се катализира, се во различна агрегатна состојба, односно различна фаза. Сега, главниот начин на кој ова работи е, например, ако продолжиме со примеров дека X и Y се течности и да речеме го имаме катализаторот, ќе оставиме дека како парчето доле, и всушност молекулите на X ќе се адсорбираат на овој катализатор. Адсорбција со D е всушност налепување на нешто на неговата површина, нели абсорбција е внатре влезат, ги абсорбирал, ама ова е адсорбција. Значи не е абсорбција, него е адсорбција, кога има адхезија на одредени молекули на други молекули, така, прилепување на површината.
ова например друг пат ќе збориме подетално, сега да не навлегуваме и у тоа, но значи адсорбција се протоколовите молекули се налепија и се налепуваат и сините молекули и кога ќе се налепат, сите се овдека на едно исто место. Така што ќе може да се одвива хемиска реакција на ова место. Бидејќи главното за да се одвива хемиска реакција, знаеме од минатите видеа, е всушност протоколовото да се сретне со синото, така. Сега бидејќи овој адсорбент, катализаторот во овој случај, им го овозможува тоа, всушност ја забрзува хемиска реакција. И од кога ќе заврши хемиска реакција, сите овие всушност од такви плави и сини протоколови ќе преминат во даденото Z соединение, ќе станат вакви виолетови. Така и сега веќе не се адсорбирани за катализаторот и ќе си заминат. Повторно ќе си заминат во растворот, но сега веќе како друго соединение. Тоа е главното за катализатори, за неоргански катализатори. Нормално има уште многу повеќе се збори какви катализатори се употребуваат во која индустрија, секоја индустрија си има некои такви цаки, наводници, како ги користи катализаторите, на кој принцип реагираат катализаторите, а секогаш се стремат да најдат подобри катализатори, поевтини катализатори и така натаму и така натаму, но треба да знаете дека насекаде ги има, така, значи скоро во секоја индустрија се користи некаков вид на катализатор. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научите нешто ново и ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе збориме за биокатализатори, односно за ензимите. Довидување.